Се почесто и погласно се зборува, меѓу другото, што го загадува главниот град, што е она што може да се превземе во насока на поголема превенција и поголема заштита, бидејќи станува збор за нашите животи и нашето здравје. На оваа тема, како и за бурата во Обединетото кралство, кое што остави милиони без електрична енергија, разговараме со професорот по метеорологија на Природно-математичкиот факултет Владо Спиридонов. Добро утро, професоре, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и благодарам за поканата уште еднаш. Наголемо анализираме кој што загадува, бараме виновници, но се зборува конечно и за решенија во контекст на решенијата и што е она што може да помогне во воведувањето на мерките. Даваме убава идеја и наредниве минути. Знаеме дека климата, дополнително и топографските фактори играат важна улога во аерозагадувањето на главниот град. Впрочем, тие не дозволуваат и циркулација на воздухот, нешто што како информација го знаеме низ годиниве, но во едно ваше интервју неодамна споменавте дека иновациите се нешто на што треба да се фокусираме во однос на решавање на проблемот со аерозагадувањето. Станува збор за еден интересен информативен систем кој што е развиен од научници нашиот Финки, кој што може да се користи, кој што дава многу солидни податоци, но зашто го немаме во масовна употреба, професоре, се уште? Да. Само да разграничам, значи, овој систем, што сега вие го споменавте, во насока на превентивно делување како информација до институциите и до граѓаните, за да тие на 5 до 7, па и 10 денови однапред, значи имаат информација за каков квалитет на амбиентен воздух станува збор, за да на основа на тој прогностички систем, како што вие го кажавте, PM аларм, може да се димензионираат сите мерки. Не да се носат мерки превентивни денес за денес, но напротив, ние ако имаме една слика поширока, ако имаме услови на аерозагадување обично во зимскиот период на годината, ги кажавте вие оние сите фактори кои што влијаат на аерозагадувањето, би било многу убаво да имаме таков еден систем кој што веќе оперира на серверот на Финки, меѓутоа за потребите на државата, на граѓаните, може да се активира, да се доусоврши, да се прошири времето на прогноза, односно да биде до 7 до 10 денови однапред, за да на основа на тоа се димензионираат и оптимизираат сите превентивни мерки. Меѓутоа, тоа е само во контекст на превентивно делување заради заштитата на здравјето на граѓаните. Но ние апсолутно неопходно може да ги видиме и фотографиите и да објасниме како тој систем функционира, односно какви се информации може да се добијат од прегледот. Може, колку дозволува времето, ќе објасниме. Значи, се работи за атмосферско-хемиски модел. Значи, моделот е развиен од страна на научници од целиот свет, значи во Америка. Истиот систем, значи, е доразвиен со поддршка на Природно-математичкиот факултет, значи Институтот за физика, Финки факултетот и одредени соработници од Америка. Веб страна развиена е современа веб страна и исто така и мобилна апликација. Сега не сум информиран дали мобилната апликација актуелно е во функција. Истиот овој систем се наоѓа на веб страната на американската, значи Национална агенција за истражување, како еден од поубавите дизајни на систем, и не само како дизајн заради дизајн, меѓутоа и самиот систем, за него има објавено повеќе научни трудови и истите се цитирани, значи, од светската научна заедница, што значи дека имаме солиден систем, оперативно работи, доста комплексна алатка, бидејќи во неа е содржан и модулот за метеорологија, односно за прогноза на време, и оној хемиски дел за прогноза на аерозагадувањето во Македонија. Можат ли граѓаните да имаат увид во системот, секојдневно да вршат тие преглед, па тие да... Апсолутно, затоа и наменет системот, значи да граѓаните секојдневно имаат мобилна апликација, не само да гледаат, значи тие може да гледаат, да ги гледаат оние диагностички алатки кои што се и во рамките на мониторингот на Министерството за животна средина и просторно планирање, бидејќи секојдневно се врши мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух. Исто така имаме она апликација што е развиена од оние млади наши таленти и така натаму, која што ни дава исто така проценка за аерозагадувањето и квалитетот на индексот на аерозагадување, што е многу значаен за здравствениот аспект во посебно во Скопската подрачје.
Владата и Министерството за животна средина направи еден акцијски план 2024-2030, чија цел е преку долгорочни мерки да се намали емисијата на цврсти честички во урбаните средини, но дури и сега да се спроведат на дело, не можеме да го имаме реално веднаш резултатот, па затоа добре дојде ни овој систем во насока на превентивно делување. Да, тоа е систем, значи, кога би ги разграничиле мерките што се би требало да се носат, и тоа е објавено во неколку, јас нема се повторам, меѓутоа суштината ќе ја пренесам до граѓаните. Значи, прво станува за превентивни мерки. Во оваа насока, значи, на превентива, се комплетно системот за мониторинг на нашата држава. Овој систем што го споменавме од младите талентирани, кој што дава проценка за квалитетот на индексот на воздух во секој град на планетата и вклучувајќи Македонија, Скопје и сите градови, и системот PM аларм кој што треба да се навистина да се имплементира. Меѓутоа тоа спаѓа во оние краткорочни превентивни мерки. Сега ако би зборувале за среднорочни, тоа се веќе административни мерки, такви ги има, и долгорочни системски мерки веќе ги превзема владата со институциите и веќе има таков акцијски план и програма до 2030 година за подобрување на аерозагадувањето во Македонија. Но добро е да потсетиме уште еднаш дека имаме и млади умови, меѓу другото, кои што активно работат на оваа тема, па и тие треба да бидат вклучени. Така, сега ако дозволите, се споменавте иновативни мерки. Значи, има мерки кои што навистина може дополнително да се искористат во услови какви што се, при вакви или онакви, значи, неконтролирани емисии, сепак да се делува оперативно за да се подобри статусот на воздухот, односно амбиентниот воздух посебно во Скопското подрачје, бидејќи тоа е највака драматично и иако морам да кажам дека комплексен е проблемот. Меѓутоа, тука има неколку постапки кои што допрва би може да се размисли како иновативни решенија, кои што може да се применат, меѓутоа претходно треба да се истестираат како експеримент во експериментална фаза и да се верифицираат дека се добри. Например, има такви иновативни се со заселјување со хигроскопски реагенси, кои што ја абсорбираат влагата во Скопската котлина со калциум хлорид, натриум хлорид. Тоа е, значи, методот на таложење. Понатаму имаме електростатски метод со помошта на создавање на негативни иони во приземниот слој на атмосферата. Тие негативни иони, значи, се сврлаат со ионски генератори со мобилни или стационарни уреди и на некој начин вршат неутрализација на оној позитивен полнеж, бидејќи кога има аерозагадување, во принцип партикуларни честички имаме позитивна ионизација, односно позитивни иони во тие честички. Сега на овој начин се прави неутрализација, односно расте нивната маса и се создава терминална брзина, тие се таложат и го расчистуваат воздухот и го намалуваат аерозагадувањето. Да ви дополнам уште неколку ако сакате. Понатаму има ултразвучни методи. Со помошта на ултразвучни методи се разбиваат капките во маглата и на тој начин се врши нивна сепарација и таложење на површината. Професоре, науката може да најде сериозна примена во решавањето. Можам да набројувам уште, ако сакате, меѓутоа она што е суштината е исто така. Треба да се размислува на оние урбани градини, што повеќе зеленило во Скопското подрачје, на фасадите, на крововите на зградите, понатаму да се создаде така наречени ветрови тунели по течението на реката Вардар од најзападниот дел до најисточниот дел со поголеми дрвореди, значи зеленило, за да се создаде градиент на притисокот, односно посилна циркулација. Иновативни семафори кои што ќе го следат квалитетот на амбиентниот воздух на основа на мерењата, да наброиме понатаму исто така области со нулта емисија, значи во централното градско подрачје, да се промовира повеќе пешачење, велосипеди, уште повеќе неголи што е сега. Исто така ова нова железничка, ова нова, да речам, жичарница која што се планира, навистина ќе помогне да со тие електрични автобуси само се доаѓа до средноводно, да не се дополнително загадува, граѓаните да бидат мотивирани повеќе да ги користат тие системи и така натаму. И да не пропуштам уште еден, тоа е засејувањето, односно контролата на маглата и аерозагадувањето со помош на, значи, вештачка постапка со која што може да се врши растерување на маглата. Таа метода е веќе доволно експлоатирана, изборувано за неа и доби бројни награди.
Науката има предлози и можни идејни решенија. Останува да видиме каква ќе биде соработката со државните институции и колку од ова ќе се примени во пракса во периодот кој што следува. Идеите се одлични. Бараме решение за спас од аерозагадувањето, професоре, бараме решение и за справување со климатските промени кои што се повеќе го земаат својот данок. Гледам изминативе години метеоролошки појави кои што досега не сме ги забележале во одредени подрачја. Имаме бура во моментов во Обединетото кралство, остави милиони без електрична енергија, имаме предупредување да не се излегува од домовите. За каква бура станува збор во моментов? Какви се информации? Вие убаво го најавивте. За мене останува само да кажам дека со овие климатски промени кои што се позабрзани и предизвиците кои што ги носат климатските промени се поголеми. Значи, една од негативните рефлексии на овие климатски промени за топлувањето на нашата планета се и зголемување на честината и силината на вакви системи. Значи, ние ќе имаме често и циклони, ќе имаме ние и бури, грмотевични и така натаму, меѓутоа сите тие ќе бидат многу поинтензивни во времето кое што е пред нас. Ноутас даде предупредување за ова, така? Да, значи подготвена една чисто моја симулација да граѓаните видат за што станува збор. Еве сега овде, токму ако сакате да го интерпретирам, токму тоа е симулација од Европскиот центар за среднорочна прогноза. Ветерот на висина некаде 850 хектопаскали, милибари, тоа е некаде околу 1300 метри надморска висина. Гледате оној зелен појас со потемна зелена боја, тука веќе има брзина на ветер, удари на ветер некаде 40 до 50 метри во секунда. Тоа значи некаде таа гранична вредност според таа категоризација во односот на урагани припаѓа на скалата број 2, што значи дека тие ветрови се многу деструктивни во случајот како што гледаме како се излекува во тоа подрачје. Морам да потенцирам дека е циклогенетично, односно тука се создаваат циклони, исландски циклон, исландска депресија, тоа подрачје. Тука се посилни многу ветровите затоа што сега, ако треба да го објаснам метеоролошки, е како резултат на поголемата разлика меѓу притисокот на Азурскиот висок центар со висок притисок во делот на Атлантскиот океан и она депресија што би спомнав кај Исландскиот остров на Исланд. Таа разлика создава силни ветрови и на тој начин таа млазна струја што е, односно ние нарекуваме поларна млазна струја, тоа е тесен сноп на ветрови на висина, едноставно е движечка сила, односно во формирањето на овакви системи, така да се разменуваат циклони во тој предел, како што гледате, еден циклон поминува, понатаму друг се наговестува со силни ветрови, затоа што таа млазна струја е премногу активна сега во моментот. Има ли ризик да го почувствуваме или да дојде невремето до Балканот? Нема ризик. Според сегашните проценки, да речем из 10-дневна една информација временска, кај нас ќе има промена на времето, веќе уште утре, ќе се намалат сите овие негативни влијанија во односот на формирањето на магла и поголемо аерозагадување. Веќе утре се наговестува промена, понатаму во текот на февруари, почетокот на февруари, повторно ќе имаме во рамките на овие бранувања на атмосферата во тој северозападен дел кај Атлантикот и така натаму, ќе има влијание, во еден дел ќе допре до нас исто поладен воздух, ќе го промени времето, ќе има снег на планините. Сето тоа така ќе се менува, меѓутоа кај нас до такви ветрови со таков интензитет не би требало да има, бидејќи тука е копно, имаме орографија, имаме Алпи, тие го ограничуваат движењето на тие маси, а додека кај океанот, Атлантски океан, тоа е едно пространство огромно, тука има помало триење и имаме многу појаки градиенти и посилни струења. Така да не би требало да се плашиме околу тоа. И за сите овие метео појави треба да има системи за предупредување на кои што ќе работат и ќе ги анализираат метеоролози, но кај нас последниве години, професор, имаме се помалку. Информациите се дека за година до 2 уште 15 метеоролози ќе не заменат в пензија, нови кадри немаме. Лани имавме, чинам, еден студент на отсекот по метеорологија. Како е годинава? Има ли интерес за мастер студиите? Јас морам да се заблагодарам на Македонската радио и телевизија, затоа што благодарение на вашата иницијатива и бројни емисии каде што јас сум гостувал, морам да се пофалам дека веќе имаме 4 студенти на после дипломски студии, на мастер. Таа програма ја
реализиравме минатата година на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет. Уште двајца колеги имаат, значи, од Универзитетот од Приштина, имаат исто така желба да се запишат, меѓутоа во фаза е нивната нострификација на дипломата. Значи, шест студенти се веќе, значи, на Институтот за физика. Во тек, значи, веќе е отворен конкурсот и во февруари ќе можат да аплицираат во вториот уписен рок сите оние заинтересирани. Верувајте дека метеорологијата е дефицитарна гранка, се повеќе има побарувања, многумина колеги, за жал, значи, многу искусни, добри метеоролози заминуваат во пензија. Едноставно, институцијата наша репрезентативна, национална, и во Скопје и онаа во на аеродромот, ќе остане без метеоролози во наредните 1-2 години. Затоа, значи, треба апел до сите, значи, да се едноставно размисли околу овој позив, да се запишуваат студенти на додипломски студии, нели, на прв циклус студии. Моментално има еден кој што веќе е 4-та година, односно колешка, која што била гостин кај вас во оваа телевизија. Друг колега кој што исто така се запиша на прв циклус студии. Така да, едноставно, мислам дека метеоролози нема да требаат само во институцијата горе, во УХМР, туку метеоролози ќе требаат и во Министерството за животна средина, и во транспорт, и врски, и во сообраќај, и во здравство, и во останати институции, бидејќи живееме во време на забрзани климатски промени и климатски предизвици. А мора да имаме искусни професионалци кои што ќе знаат еве и со нас да ги дискутираат, анализираат и да им појаснат на гледачите. Апсолутно. Јас ги пропуштив можеби таа категорија на метеопрезентери и тие треба да бидат навистина добро едуцирани, добро подготвени, па и би рекол и професионални, меѓутоа кога нема излез, едноставно и оние што не се од областа на метеорологијата, а доста се информирани, треба да се почитуваат. Ме израдува оваа информација на крајот на разговорот во однос на интересот за струката. Ќе продолжиме, професоре, тогаш да говориме гласно, да ја промовираме метеорологијата, бидејќи навистина станува интересна, а и со овие метеоролошки промени кои што ги имаме, ни треба навистина информации. Ако се сеќавате, ако дозволува времето една секунда, минатата година ние точно афирмиравме и апелиравме дека летото, односно доцната пролет и летото ќе бидат со доста екстремни појави, така да имавме и бури, имавме, меѓутоа со пожарите ни беа највака ранлива категорија. Оваа година почнуваме ние уште многу порано со сите подготовки и информации, бидејќи кога ќе ги подготвуваме тие оперативни билтени за сезонски билтени, ќе разговараме дополнително, ќе видиме за какво сценарио оваа пролет и ова лето не очекува во Македонија. Ќе анализираме. Благодарам многу за гостувањето во утрешката програма.